прво има и не стана од мене, ама ме гледај уште гледам, човекот си стана и дојде до мене, значи 15 метра ја го гледам, бека ми до мене не ми се верува што се деша. Доаѓа човекот и ми вика, може да се сликам со тебе. Фактички он мене ме прашал дали може јас да се сликам. Да. И тука ја свртивме два реда муабет, нешто му викам дека сум фан на Юнайтед. Ми кажав неговите кои ми се омилени голови од него, ми дека ги имам гледано јас сепак е пред моето време. Трено супер, овакви теми ми е мерак кога ги дискутирам со дечки што знаат што зборат. Така да супер, ја морам да ја пофалам дека супер подкаст правите, заслужувате све што имате добиено за себе и посакувам многу среќа, пошто никој во Македонија не го прави ова, нема многу спортски подкасти, особено па за фудбал. Така да би препорачал на луѓе ако имаат таква некоја амбиција како вие двајца. Дечиња може? Вие дечки, се измежа малце. Ама ако имате амбиција како дечкиве, значи следете си ги амбициите, следете си ги соништата и така, тоа е само да кажам на крај. И дечки, добре дојдовте во 8-та епизода за светско првенство Edge of the Box. Во принцип, ова ни е последна епизода во студиот за оваа сезона. Секако мораше да си ја направиме со гостин. И тоа не е било кој гостин, ова е гостин што си го планиравме од поодамна. Се договаравме, малце згуснати распореди на едната и на другата страна, ама конечно дојдовме на ред да разговараме со него. И многу ми е мило што ќе биде последната епизода за сезонава, затоа што убаво ќе ја заокружи цела оваа приказна. Станува збор за едно младо мангупче, што стана познато уште пред 7-8 години со една многу симпатична реклама на УЕФА. Првично го знаете како голман, сега е веќе спикер, се шета низ цел свет, го знаат низ цел свет, се знае со фудбалери. Добре ни дојде Јане Велковски. Добро ве најдов, фала ви на поканата. Но топ сте дечки, топ подкастов и многу сум среќен и возбуден да почнеме да поправиме некој добар муабет и да биде интересни на гледачите. Секогаш исто го почнуваме, секој подкаст со гости. Како си, шо пришо има ново? Како сум, што сум? Па добар сум, брате. Распуст почна за мене како средношколец. Малце сега одмор од сите школски активности, да се регенерираме, да ги напуниме батериите, кој што викаат, и после тоа продолжуваме. Малце како професионален фудбалер го одговорио. Да, ние на камера трейн, PR трейн. Скроз. Па ете, ти може да напред. Се надевам за 3 поени. Глава горе идеме понатаму. Па не, ама нема што знам, нема ништо накад нешто ново. Тоа е такво некое прашање што сите ги фаќа в гард. Па еве, затоа што сега школа и тоа на страна, тоа фала Богу, ќе кажеме што има ново, да речеме, у фудбалскиот свет. Нешто со тебе, знам, се врати, сега бевте на патување со фамилијата, што фативте некоја утакмица во Америка, може од таму ќе почне. Тоа реално е што има ново од тоа прашање. Тоа да. Па да, бевме во, мислам, фамилиарно, ама бевме на конгрес во Америка. Конгресот беше во Орландо, но малку така споивме неколку грачања, пошто сепак не одиш ти секој ден во Америка за да си на кратко. Да, Грција. Или ох. Љубанчиста. И споивме така неколку градчиња и бевме на утакмица во Мајами, Бразил Шкотска. Искрено едно такво искуство што е стварно незаборавно, значи од сега и ко мал сум сонувал да отидам на некоја таква утакмица на светско првенство и баш ни се погоди утакмицата за среќа. Кога заврши 3-0. 3-0. Така. Винисиус даде 2 гола, трети еден понисти да душа. И Матеус. Тоа беше мерак, како Юнайтед фан ми беше мерак. Остете дресот што го носи, си навива за Юнайтед, тоа му го оправдува. Ама умилен му е Меси. Не, рече дека сака да седи уплавата позадина, немој да го местиш. Немој да ми го местиш гостинот. Кажи ми, ете сега спомна дека оваа ти било убав, еден од поубавите искуства, си бил на многу утакмици, претпоставам. Точно, да, од мал. Ај спореди ми ги, претпоставам си биле лига шампиони, си биле лигачки утакмици, еве сега и светско првенство. Па тоа сум бил и сега ствари сега си правам калкулација во главата. Сум да се на секое првенство организирано од УЕФА или од ФИФА, освен на онаа клупско на првенство што беше лани летоска во Америка. Само на тоа, уште тоа ми фали. Сум бил на европско, светско, лига шампиони, лига Европа и конференцијска, уште нешто и супер купеве. Не, ова, мислам,
мене ми е секогаш убаво така кој има европско или светско. Бев и на европско 2020 во Букурешт. И морам да кажам дека тоа беше стварно, мислам, така пик експириенс. Со Украина беше во Букурешт? Со Украина и со Австрија и Холандија бевме, Холандија ги игравме у... Холандија игравме у Амстердам, а овие две ги игравме у Романија. И тоа ми беше, така, мислам, уште некое такво поубаво искуство, можам слободно да кажам, бидејќи имаше наши навивачи, тamo знаеш, Да, менја многу тоа. Тоа беше врв. Ама и ова успоредба е тука негде искрено, кога гледаш Светско е пик на фудбала. тоа спојува луѓе, спојува светови. Сваќаш се ствари колку Ама и фудбалерите мислам дека највише и кога се пазат, нели, кога бираат тимови, највише целат према светско. Тачно, апсолутно. Да. Ја секунда правам тука еден вид затоа што го фатив преска. Рече дека на сите дешавки што ги има организиран УЕФА бил, освен на клупското светско првенство, така да званично никој ти ги нема виден од Челси дека освоиле клупско светско првенство. Тоа е небитно такмичење, официјално. Светски прваци. Официјално Светски прваци. небитно. Продолжувам. Светски кој што беа Вест Хем пред некоја година европски прваци. Разбираш, кој што беа они пред некоја година европски прваци, пошто е пак конференциска лига. Нормално, ова е официјално светско првенство. Морам да го закачам за ова, претпоставам дека и ти имаш другари што се за Челси, што ќе изгубат 3-0 и ти Малку викаат мина, да. светски шампиони, светски шампиони. Светски шампиони. Светски. Они мислат ко Аргентина, дека се како иста и една, добра, сега не да влагаме у тоа, ама Абе, после што ги тепавме. Тоа е тоа. Не, тоа да, Рука тоа да. на срце, вистина, тоа беше и тоа поштено ги победи. Поштено, да. Тоа ги растуривте искрено, ја гледав утакмица, значи ги растуривте, тоа нема што. Сега да те прашам, со Горан Пандев излегуваш на утакмица како маскот. Тоа е тука или тоа е на некоја од европски утакмици? Не, тоа е тука на градски стадион. Како е тоа чувство? И тоа е сигурно прича. Тоа да, тоа е реално такво некое што знам незаборавно искуство, пошто обично ти си навикнат да ги гледаш од горе, нели играчи кои скачаат. И ти кога ги излезеш со нив, тоа е онака стварно, памтам првиот пат кога излегов како мал прцлен, значи у стил не знам колку има, 7-8 години така нешто. На градски, така? Да, врв, не знаеш, онака после ти треба ден-два да го isпроцесираш стварно што се случило. Да, поготово за деца тоа е. Јас кога бев дете сонував онака на тој момент. Најубавата работа. Да. Така да такво некое незабравно искуство и плюс таква легенда како Горан Пандев да скочиш е врв. Ја таа слика ја знам кога излегувате на стадионот, значи не пред да се наредите, нели, во ред, туку кога излегувате од тунелот, таа слика ја памтам и мислам дека на интернет ја има се негде, баш затоа ми текна за тоа ти спомнам. Кажи ми, во Манчестер кога беше, излезе и тогаш на терен или тогаш само беше поканет на утакмица? Да, тогаш бев само поканет такмица, не излегов тогаш на теренот. Искрено подобро така, пошто кога излагаш обично на терен ги промашуваш првите 10 на 15 минути од такмицата или скоро горе-доле така нешто. Вака се ја гледав цела. Резултатот не беше идеален, ама искуството не го знам. Мислам, знам дека беше, ама не знам детали, знам Пол Погба. Ќе стигнеме до таму, која утакмица беше? Значи сезона 17-18, осмина финале од Лига шампиони Юнайтед Севиља. Не знам дали ја памтите вие 20-та утакмица. Па ја пошто Манчестер не ги гледам секогаш. Европа Севиља, Лига шампиони, еднаш дека нема. Како завршите? Па чим несрекно испаднале, не бре. Изгубивме. У таа утакмица изгубивме 2-1, на агрегат исто беше 2-1, пошто првата беше 0-0 у Севиља. Таква едноставно лоша утакмица, мислам. Европа лига? Не, Лига шампиони. Лига шампиони. Соле? После Не, со кој беше, со Моринјо, мислам дека беше следващо. Па тоа вајде они освојуваат Лига Европа, па ова може да е годината одма после или Да, така, одма годината после тоа 17-18, 16-17 беше Юнайтед првак на Европа, еве да кажеме, како што вика Гире. Веле шпанскиве екипи му се трнну око на Юнайтед, ја ова сега го сваќам од Севиља, од Валенсија, од Вилјареал, не од Валенсија, од Вилјареал, па после кој беше исто Па од Реал у Скопје изгубивме и црвениот на Нани пред 10 години, пред 13 години. Кога беше уште Фергусон тренер. Четврт финале Лига шампиони, Моринјо е тренер на Реал. Юнайтед последна сезона со Фергусон, Нани добива црвен на втората утакмица. 0-0 беше во Мадрид или 1-1. Юнайтед воде 1-0 и доминира. А тука Роналдо дај гол, мислам дека кога не се радуваше на Олд Трафорд, така? Се извинуваше. Да. Мислам не ја гледам, ама знам за која утакмица збориш. Да, со шпанците не иде на Юнайтед.
Не, воопшто мислам. И тоа секад ќе се паднат некои шпанци у финали и тука кикснуваат цело Ги време. памтиш не знам 20 пенали против Вилјареал, така? Како да не ги памтам, значи тоа мислам дека ме е најлошо искуство кој најде. Ова со Тоттенхем не се израмнува со тоа, пошто со Тоттенхем некако мислам очекував дека ќе победиме, ама не болеше толку пошто и Целата сезона стар беше бев. очена. Тоа беше ужас, упрем. И после сватив зашто изгубивме, пошто ние цела сезона нас не идеше во Европа, пошто игравме со некои тимови што не се од Англија. А у Англија бевме ужасни, пошто играме со англиски тимови, системот едноставно не идеше со Да, англиски некаде тимови. интересно тоа како функционира. Пресмешно е, за тоа што рече најлош ден кога изгубија на 20 пенали. И мене ми беше многу лош ден, се сеќавам. Останав кај другар на гости преку полициски час, тогаш уште беше ковид, за да ги гледам продолжетците, за да гледам пенали, за да гледам се и после тоа трчкарав до дома по улици и тоа беше прв и едини пут да ме застанат и да ме казнат дека седам. Те казнија? Да. Дека бев надвор после полициски час. И ја мртов лајан му реков на полицајецот, абе пенали гледав, Пенали Юнайтед ги имаше. изгубија. И он ми вика, и топ, еве така. Не те врти. Те бързо Юнайтед ќе те пуштал, вака. Може да се појде на Ливерпул фан. Пенали гледаше. А ја па со кој памет си викам, ова е точниот Точно изговор. изговор, да. Ќе ме сожали, ќе ме пушти. Па Така да добро, ја си го отишол памтам. на гембл што се вика, може да се Искреност. поволел некој Юнайтед фан па рекол, еј да би, јас ја гледав на стрим тука у кола, па еве да ги да пуштам. Може така ќе расширевме нова епидемија во град, некој микс од несреќа дека си задни 10 години фан на Юнайтед плюс ковид, нешто ќе искочи Тоа трет. ќе беше мислам дека полошо од све ова што сме го имале сега, искрено. Не е лесно да си Юнайтед. Сега е топ, јас сум оптимист. Јас сега сум оптимист. Годинава Лига шампиони. Фала Богу, передно беше. Керик Бол. Се надевам дека ова што беше сезона, јас сум многу среќен за Керик, искрено мислам дека точниот менаџер за Юнайтед. Ја скептик, мора да признам. Сега ме убеди поинаку. Па да, ама јас се надевам дека тоа што се деси ланскава сезона во Премиер Лига не беше само некој моментум што се изгради во текот на сезоната и на крај некако се исплати. И се надевам дека така Юнайтед може да продолжат понатаму, пошто реално ова е времето кога Юнайтед стварно може да земе Премиер Лига. Зашто го зборам тоа? Да, Јас за сум веројатно гледачите Јас ги ми сум се вака. смеат, као Юнайтед Премиер Лига, што збориш бе ти 13 години немате земено. Ама Гвардиола си отиде од Сити, Тоа е точно. се надева дека Арне Слот ќе им остане на Ливерпул, ама ете го сменија и него, за жал. Добар. За жал. Челси некако... Челси го има Чаби Алонсо. Да, тоа да. Они се проблем, мислам дека. Не Ливерпул, не Сити. Ама Овие- Арсенал и Арсенал исто. Не, Арсенал се, мислам дека може да установиме дека веќе се екипа многу сериозна. Ама ше Ќе сезона бидат, две. според мене ќе бидат дебели фаворити, онака годинава треба да им За биде. дабл? За репит? Да. Па да, Они имаат цел тим и сега само зимаат на тој тим појачување што е Ама реска со Сити. у многу добра ситуација се. Па не знам брат. Тоа ќе биде Таму некако Силе, као на... Бернардо. Ја мислам дека Сити ќе освои до година. Ја Што не мислиш мислам. дека ќе освои Сити? Наискрено. Ја не мислам. Мислам, јас секогаш кажувам Юнайтед, секој август ми е Юнайтед осваја Ја мислам година. дека Сити ќе се бори за топ 4 искрено. Види, Ти многу го поштуваше Мареска. ама Не, Мареска... он е добар тренер, ама ама Гвардиола им беше 10 години, се разбереме, некако сепак нема импакт како Фергусон, а мислам дека има слично за таков тим како Сити. Реални да бидеме Пеп го направи Сити, тој Сити Да, што е денес. Ама истренер е Мареска. Не е многу различна. Може Па не го Види- докажа тоа у Челси сега да бидеме види реални. Маре... он ново сакаш. Не, Мареска е многу добар со добри екипи. Мислам дека под Мареска немаме изгубено со јака екипа. Онака многу сериозен фудбал. Гвардиола тај. Многу коуч, сериозен фудбал. скроз. Он знаеше да потврди со помали екипи да изротира некој играч, баш како Гвардиола што прави непотребни ротации и тука да падне утакмицата и губевме многу такви такмици. Ама е сериозен тренер според мене. Само мене ми е страв, пошто последниве 2 години мислам дека ни тимот Гвардиола што го имаше на него не му беше доволно добар. Пошто Ама почна да зимаат играчи од ваму, од таму, овој ќе го земе. Да, многу купува. Семењо, Геј, Мармуш и више не знае што е тимот. Брат. Да, не е истиот И Сити кој Мармуш што го нема веќе човек. И ја мислам дека за разлика од Клоп што му остави на Слот спремен тим, Гвардиола на Мареска му остава малку шашав тим. баш за тоа Слот зема на крај Премиер Лига, ја мислам дека он многу зема Ливерпул ради фанови Клоп. би се согласиле со мене, Да. он ја превзема екипата на Клоп. Да, Не а знам- тука има малку чудна екипа според мене. Барем. Каде? Играчите се супер. Не, за Сити. У Сити. А,
Играчите се супер, ама не ми е онаква Гвардиола екипа стегната направена како што треба. Пошто се мачеа, брат, се мачеа. Мене многу ми се свија лани у втора половина Сити, поготово од кога дое Шерки, од кога дое Семењо, некако, не знам, еве, Родрик си иде? не останува сигурно уште една сезона. Мене Тоа ќе Сити му ми е изгледаат голем малце као плюс. Франција 2.0 од тоа колку језиви се напред како имиња. Дури и да менјаш тренери, да правиш се, мислам дека ќе бидат конкурентни. Многу забевавме Премиер лига, не сме доени за тоа. Да. Доени сме за светско, ама прво за Јане, Пол Погба. Таа прича сакам да ја чујам исцело. Како стапивте у контакт, го имам видено видеото, дури ти го имитирав кафе кога пиевме. Јане. Че сериозно ево не. Да. Сега па добро, да. Памтам видеото Да, ја го скроз, помнам. значи FaceTime повикот ви го имам чуено и раскажи ми го од твоја перспектива. Па ќе ви кажам од почетокот до ствари. Јас и Погба бевме од УЕФА избрани да бидеме на иста кампања. Тоа беше од 2018. Кампањата беше equal game, еднаква игра за сите. И јас прво мислам дека му Погба дозна за мене преку таа кампања и дозна дека сум исто така United фан и мене ми прати потпишан дрес од него. Знаеш, и имаше нешто напишано, сега не кам да ви излажам, не се сеќавам точно што, ама го имам дома адресот. И ми го прати и кога дојде овие екипажот, мислам екипата од Англија да го снима спотот, ми го дадоа. Ја онака, значи кога дете, тоа ти е новогодишна желба што се вика. И ми тука му снимив јас едно видео на Погба, му се заблагодарувам, значи од дното на срцето, ова ми е нешто голема желба. Фала ти многу, он го гледа тоа видео и не беше FaceTime повик, туку беше видео, он мене ми прати. се рекорднува и ти така. Така, да. Ми го прати видеоно и вика, значи, фала ти за убавите зборови, знаеш, ти си млад дечко, супер си. И би сакал тебе и твоето семејство го поканал во Манчестер. Значи, Предобро, стварно. памтам, татко ми, доаѓам дома од школа, втора сменава, декември, јануар беше, мраз ладно. 2018 сме така, така нешто. Тој период беше, сега горе-доле таму негде. И го памтам, татко ми излага од дома и така малце наслозен. Ретко го гледам татко ми наслозен и знаев, си викам, чекај се, или некој умрел дома, или нешто среќен, ама после сватив дека е среќен. И кога ми каже што се деси, ја онака не ми се веруваш. Ја три пати требаше да го слушнам видеото, Да. за сватам дека има Манчестер. Така. Како дојде до самата реклама? Сумет реклама, значи Да. вие загаде почетоците да ги знаете. Прво, ја веќе сум спремен, ја ова си го чекам со месеци да си го зборам со тебе. Еве, може, значи како дојде таа реклама? Значи нели беше Суперкупот 2017 току у Скопје. И мајка ми беше ангажирана тој период околу стадионот. И таму близко го имаше тој ангажман. И јас ден претходно или 2 дена претходно дојав покана да направиме на тура од стадионот. Као не бевме на теренот, ама околу како го спремиле да видиме. Јас, брат ми, дедо ми и вујко ми. И ние отидовме и имаше нека огромни постери од фудбалери од типот на Валенција, тоа што играше за Юнайтед, знаеш, ДГА, Иско, Асенција, знаеш, тие кои беа проспекти на Реал. И ми ги нифи Роналдо со онаа сликана после 2017 Лига шампиони кога освои, кога беше ака као Noodle hair. Да, точно така. И му викам на дедо ми, мислам дека беше, му викам, или на вујко ми, не сум точно сигурен, ајде сликајме, да го имитирам ова. И јас застанам така и имитирам истата поза како Роналдо, он ме слика и ја пратил на мама, нели, да ја види он сликата. И ова коинциденција, ова некоја од Господ работа, значи ја така мислам дека Од Роналдо. И мајка ми беше тоа што некој кафич или не знам таму негде близу стадионот и се засбрал со некој човек, тој бил од УЕФА, некој репрезентатив. И почна да зборат, нели, оние прашал имаш деца, вика да, имам 2 деца. Ми го детео да го види, да ме види мене и му ја покажал иста слика од Роналдо, пошто и бил вајде била прва отворена страна сеймната, чети викам, ова беше стварно онака лудо. И она ја покажува таа слика на човеков. Он ја гледа и тука паѓа несвес. Вика дали може да ми ја прати слика
детево да го постираме, че стварно оваа сликава е инспиративна. И ја у тој момент кога ја направив сликата, не планирав такво нешто. Ја само бе. сакам да си го имитирам Роналдо. Детска игра, буквално. Точно колку 9 Абе, години. не мислиш на тоа ти, мислам, правиш слика. Да, што Да. имитираш онака, тоа беше Роналдо, мене стварно еден меѓу фаворитите. Сега више не. Па мислам фаворит. И знаеш дека немам некој умилен играч, Погба многу си го сакам. Да, ја многу почитувам да си имаш некој таков играч, затоа што ја и Кире на пример сме малце глава од зид. Роналдо Меси ја претеравме. Ја Руни иначе ми Не, мене умилен играч ми е Дрогба, да се разбереме. Мене ми е Него ние дебатава се водиме, ама Дрогба ми е умилен играч. добро, ја така се преточени, Да, зашто да. се караме ние, значи такви аргументи сме имале, не сте свесни. Ама у последно време, само кога дојде од Юнајтед Бруно Фернандес, мене ми е онака у срце. И дури еднаш кога Бруно Фернандес, не знам дали знаете за, но ми честита ројенден преку Стефан Ристовски, пошто не се многу добри другари Да, од Спортинг. Да. Ја од Дојран 2019 за време исто на короната, или 2020 беше. И дојдам честитка од Бруно. Тоа мислам дека највеќе онака се упаѓало несвест. Видео или Видео. Леле, пре. Ќе ти го покажам после. Значи тоа беше онака пошто бев постар, знаеш по другаче ги гледав работите. Тоа ми беше онака највеќе да ми чука срцето да сум онака возбуден. Тоа го гледав видео на 100 пати тој ден, на 100 пати. Мислам дека ја Нормално. истото би го направил. Нормално, ја ви направив за тоа. Не, и Меси дури ја ми честита ројден, што не ми е најмалку. Нормално. Се шалам. Го спомнавме Погба, го спомнавме Роналду ствари за како дошло до тоа. Значи и ја гледаат од УЕФА сликава. И тука ја постираат на нивните социјални мрежи. Сликава станува така прилично доста голем хит. Доста дојува лајкови, тука социјални медии во Македонија и некои медиуми ја зимаат таа слика, ја шеруваат, ја ставаат на нивните портали. И после неколку месеци добиваме повик од УЕФА, мислам дали не знам дали мејл повик, небитно. Као ние правиме кампања, како што кажав на почетокот Equal Game. Да. Би сакале да дојдеме во Македонија да видиме, Јане е еден голем кандидат за да биде во рекламата, би сакале прво да видиме нели условите, детето да го видиме, се разбира, и да видиме како би се извело тоа, дали може да дојдеме, се разбира, рековме, може. Дојдоа они во Скопје, не знам кога точно, да видиме прво како ќе се снима ово, и рекоа ова може, значи обавезно може да се направи. И дојдоа после тоа неколку. Така некако. И дојдоа неколку месеци после тоа, го снимивме и тогаш почна тоа. И тебе животот ти се менува, претпоставам многу од тој момент понатаму Па и да. кажа веќе дека имаш и со други фудбалери причи. Ми спомна Дейвид Бекам. Да. Ајде за тоа сега да ми кажеш. Да не им стане, некам јас премногу искрено ова вака на подкаст само го зборам, некам многу со луѓе, пошто ќе мислат дека јас сум некој огромен слеклија или не знам што год, ама ајде ќе ја раскажеме оваа прича. Само не сакам да звучам како некој егоманијак, што викаат. Ако бе, Не ми кажи интересни си. приказни се, да. Преубави приказни. Мислам и не ги има секој човек прилика да ги доживее. Така да Затоа си нас не тука. многу да го слушаме да. Па добро еве. Јас 2019 година, крај на 2019 сум поканет од страна на УНИЦЕФ да имам говор во Обединети нации во Њујорк за 30 годишнина на денот на децата. И ние нормално го прифативме тоа. Идеме во Њујорк и јас иначе немав поима дека Бекам ќе е таму. Стварно мислев дека ќе држам говор, тоа е тоа. Ја не знам што е United Nations тогаш, јас секако го гледам тоа. Да, мислам дека Што сум дури правил беше на таму као многу инволвиран во тоа. Ама? Бекам. Го имам поише пати мислам дека гледано со уница. Па има поише Да. кампањи мислам од време. Да. И што се случува? Ти идеш на дешавкава? Идеме до Шавкава, ништо првите 2 дена ништо немав поима и еден ден се шетам, се навработена таму. Сам ги покажував тие као канцеларии и вика дека како имало некој селебрити студента. Ја викам кој? И он прво некој ми каже, некој ми каже вика Бекам. Прво ми каже на глумица, Мили Боби Браун, ја тогаш не ја знаев таа. Од Stranger Things, да. Да. И после ми викаат Бекам, ја онака молам Бекам. И викам има шанси да се сликам со него, вика ја не сега не ти говора да го завршиш. Шансите се многу мали, пошто ја бев тука, Бекам беше на 15 метра од мене. Значи он има security тешко, значи гледај сега ти сфокусирај се на говор. Добро, ама мене сепак ми врти тоа во Да, главата. бе, фала Богу. И доаѓа денот на настанот.
седнам и го гледам Бекам 15 метри од мене. Дури луѓе, човек трчаа, луѓе влеглеа назад, некои репортери или не знам што, трчаа се сликаат со него и после ги бркаа, да. Да. Лудило е тоа, го не во живот вино. И малце ми беше и жал за човекот, онака седнува таман, онака се раскомотува и некој му трча дека него. У Америка поготово го сакаат сега човече. Да. Па да, таму е стациониран. Вие стигнувате еден до друг. Како? Што се случува? Па ја вака го дзиркав. Таму негде беше Бекам, ја го дзиркам да видам, да го гледам онака, што се пак е Бекам, ме разбираш. И го дзиркам вака и он ме примети. И викна една вработена, као, дали може да дојдете, и овака нешто после некоја бирократија тука му Треба да се фокусира на говорот сега. Детето, ти седи си таму, Има ти протокол, фокусира не се на сме да твојата. станува да оди. Значи чекај, да заврши со говорот, па после. И нешто прво има и не стана од мене, ама ме гледа уште гледам, човекот си стана и дојде до мене, значи 15 метра, ја го гледам Бекам иде до мене, мене не ми се верува што се дешава. И доаѓа човекот и вика, може да се сликам со тебе. Фактички он мене ме прашува дали може јас со него да се сликам. Јако. И тука свртивме 2 реда муабет, нешто му викам дека сум фан на Юнайтед. Ми кажав неговите кои ми се омилени голови од него, не дека ги имам гледано јас, сепак е пред моето време. Ама знаеш по YouTube што ги имам видено. Да, да. И така поправивме малце муабет, се сликавме и се врати. И не сум сигурен дали беше тоа пред или после говорот, ама мене не ми се веруваше. И кога искочи таа слика по социјални мрежи, по порталите, ја онака телефонот беше исклучен, нели пред нас сега кога каса. Кога дојдов дома, мислам во хотелот. Кога видов, кога отворив нотификации. Онака лудило. А он ја беше. споделува уствари сликата. Онда апрувал и после споделуваат Уницев, некои од македонските портали Гол, спортски она. И така, он директно мислам дека ја нема споделено, ама Не е ни битно. Да, праќај, Не е да. ни битно. од мене ми беше, ја никад не сум размислувал тоа кој ќе ја споделува, мене ми беше да го запознам, или да имам таа слика со него, ја никад не очекував дека, никогаш не очекував дека таков бум ќе има сликата. Така да, мене ми беше само мило што сум запознал таква легенда кон него. Да, и добар гес од негова страна. Значи, Да. човечиште, Паци што е реално. Многу, Знаеш, добар. многу луѓе ќе викаат вакови стетовиран со стилот, не им се свиѓа, знаеш, можда таков малце директен, да речам, ама човечиште, исто и за Погба, морам да го пофалам. Човече, после утакмицата, сега ја вртам малце тема, ама после утакмицата изгубен ли Юнайтед 2-1, тука не знам кој ми кажа точно, ми рече, знаеш дека може нема да е така, сепак е ова пораз, екзит Да, од Лига на проблем. шампиони, нормално. А јас, таа ложа бев со мајка му и со брат му. Во истата ложа беа они, седевме заедно што се Со кој од двајцата? Јас со другиот си имам, со Флорен Танц си имам познаено, со Шоко го играше пред. Со Флорен Погба, да братот на Погба? Да, нема тие со средниот или најстариот, со тој си имам. Сега не сум точно сигурен, не ќе да ти излажам, ама знам дека мајка му беше таму, имам слика со мајка. И она вика, не, ќе дојде, ќе дојде. Ќе дојде. И човекот дојде, и цел насмеа, hello Јане, она. Јане. Јани. И значи срце од човек, значи таква огромна душа и ништо освен убави зборови немам за тие Браво, деца. браво, многу, Че многу. освен само не само професионалци, него огромни луѓе. Па верувам дека има меѓу нив многу такви. Да, сигурно. Да, мислам, Одржувате Еве, некаква Погба и комуникација со Бекам. Погба или не? Тоа беше тоа, една дружба, едно. Па, мислам се следевме на Инстаграм, доста време бев исто така во Highlights на Инстаграм. Кога го имав тој говорот на во United Nations, он ме стави на стори. Сладко. Дури порано кога му честитав стори на Инстаграм, секој пат ме репосташе. Ама таков директен разговор од тогаш не. Добро, да. Добро, на него му се случија па ептен језиви работи низ годиниве сега. Да, турбулентна за жал, ама и кариера. играчи ште топ. нема збор. Значи, Нема збор. Уф, крал. И, Ја многу. и маркантен човек, многу мислам, по начин на одење, Со говорење, фризер. остава впечаток секогаш. Ете го снема него и девот Да. стана небитен, а он го носеше цел тренд. Да, и се појави сега пак и пак е го има човекот. само ми е жал што не отиде на светско, а мислам дека имаше голем придонес на светско. Мислам дека еве сега За ова светско премовот или за пред 4 години? за ова. За пред Многу 4 е години ван. тогаш не можеше да игра, сега можеше да игра, жал ме што да Шамп не го зема. Ама Ванери там беше многу малку играш у Монако. Ја му ги погледав утакмиците кога влезе. Не, Па зимаш, да, можеше видео, код сега
испаднаш. Добро, има играчи што не влагаат секако, така да Гризман не го зема. може да имаш легенда. Канте не го нека зема, така. Канте на минута не Канте му го да зема, да, не му дава минута, да. Па добро и Канте игра, ама Погба можеше да му биде како Джокер, некој што ќе влезе и ќе осмени темпото и ритамот на играта, ама сега тоа е. И мислам дека и малце персона нон грата у таа солекувална веќе Погба после сите тие контроверзии, глупости, он имаше изјави некој со брат му исто некоја дали беше вистина или не знам, сигурно ти искачало на социјални Да, мрежи. не знам што се раздор дешавало, во но фамилија. ја мислам дека Погба, тој што ја што го знам, мада не сме ни директни пријатели, ама тој што дое тој ден да ме поздрави и после таков пораз и со таква голема насмевка и фамилијата, мислам, добро, ајде, тоа што се деси со брат му, а таква мајка не верувам дека тоа, мислам, Не, јас многу си го почитувам и да, баш би сакал да се појави пак година-две да си ја истера кариерата Мерак како ми што е, треба да. до крај. Мерак ми е да се случи такво нешто видно, све најубаво му посакувам искрено. Спомна дека има некои искуства јаки од утакмици. Тоа ја ќе го кажам следно, да. Ајде. Дали можеш да ни споделиш покрај овие работи што вака се знаат, се збореле, нешто што имаш вака друго искусено фудбалски. Фудбалски. Иначе, да, ова приказна никој не ме кажано. Он се такова една... Ексклузива. Дечки, ова е првата ексклузива на Edge of the Box за последното снимање сезона. Така е. Ајде. Иначе, јако искуство многу. Опасно, мислам дека... По живот? Па, можам да кажам да, у фудбал. Значи, се вратиме неколку години наназад, 2018-та, финале Лига Европа. Јас бев поканет од УЕФА да го присуствувам тоа финале и со неколку луѓе што беа дел од кампања Equal Game. И бевме поканети, финалето беше во Лион. Челси Арсенал? Не, тоа беше година после тоа. Година претходно беше Марсеј Атлетико Мадрид. Вау. Во Лион. Вау. И сега рачунајте колку поише французи имаше, него шпанци. И ништо идеме на такмица, ние, Атлетико ги распарче, иначе ги раштраф и Марсеј лом ги направи, памтам Гризман, тоа што ми правеше на тек дел. Леле, тоа е го легендарен момент. Леле Гризман е најак. Fortnite. Значи будала, ама многу јака будала, Ти на искрено. Марсеј, знаеш колку се језиви утрасите на Марсеј? Знам, Марсеј е језив град. In general. Да. Да, тоа да. И ништо завршува такмица, губат Марсеј 3-0, навиваче, значи нервозни. Да, тие Многу. се страшни. И имавме едно комбо организирано с поише луѓе и на носе таму кај што престојувавме со тоа комбо. Како што излагаме од стадионот, некој гледам пали баклја. Имаше една ограда, ама ниска ограда, и таму беа овие фанови идеа на кај автобусите. И пали еден баклја, гледам, не знам што му текна, ама гледа едно возило такво со затегнати стакла, ја фаќа, ја фрла баклјата. Таа лета и удира директно кај што јас седам, значи директно у прозорот. Што ја не знам он дали нешто Лошо вежбал, премате. нешто, ама некој спорт дали таков тренирал, ама стварно толку беше прецизно. Среќа, фала му на Бога, имаше тие стаклата, изгледа беа некои како подебели и не се скрши, а тоа нормално стакла беше, тоа ќе се скршеше сигурно. Па да, и често се дешава тоа, мислам, он сигурно со таква помисла го фрли, верувам. Па сигурно, не знам Да. зашто, ама не знам зашто, тоа немавме ни некој, знаеш, Атлетико Мадрид да речеш да пишува на возилото или нешто така. Не знам шо му А текна кај сигурно нас. и да го француски биле таблиците на тоа комбе, ако ништо друго. Да. Не гледа да ни под таблици, мислам тоа најмала работа. Да, устари фанови кога ќе им пукне филм, све поминува. Да, ама тие на Јуриш може и онака го фрли. Па, могуче, ама... Пошто гледаш што се случува кога ќе се победи, не знам, ПСЖ или некој Париз. Што стигне страда. Симулација, И тие се Да, језиви. да, така да. Тоа никаде не сум го сватил искрено. Зашто типа твојот тим и ти го кршиш својот град кај што живееш. Тоа А не, за ПСЖ е посебно Париз, навијачите на ПСЖ се екшуали као мафија. Сум поминувал низ тоа мало и секогаш кажувале ни Сондени, секогаш ти кажувале Сен-Дени, французи, да. не искачај тука. Да, да, ја го знам Као- тоа, у Сен-Дени не иди. Не иди. Да. И така да за нив мислам дека не е апсолутно никакво оправдание и за Марсеј исто тоа го знам дека ти се доста баш она не се како утраси на Сити или на Челси, тоа ти се локалци што си ете може ќе Челси се нема начукаат утраси. само пред утакмица, ама пак тоа е енглескиот. Да. Овие колјат, овие се стварно Да, да. проблематични. И лета баклјата, тебе те вадат од памет. Мене од памет ме вади среќа возило продолжи, не се скрши стаклото, ама тоа се скршеше, знаеш, стакло лета од тебе, баклја Баклја пуска имаш, да, слеташе да. врз тебе, може да ме изгори, да ме ослепи. Така да тоа беше онака едно искуство што
Страшно е птен. Жал ми е само за што ги возел после тоа до Марсеј, тој мисла нека положено му било неко мене. Мисла нека како што беа нервозни. Каков up and down момент гледаш финале Лига Европа, излегаш од стадион Мала со баки. и гледаш овие спеснати, да, стварно тоа не е баш најмила ситуација. Бога ми. Но тоа е фудбалот. Нешто друго, нешто е да речеме што не е толку од негативната страна, некој убав момент да речеме. Имаше, да. Сега баш кога кажа е кубав момент, немам толку негативни моменти. Искрено, ова беше таков еден момент кај што стварно се исплашив, пошто дете 10 годишно онака стварно од памет ми извади језиво. Нормално е. Тен. Ама се имали многу хумани моменти кај што многу луѓе ми имаат помогнато. Еден меѓу нив беше бевме на Звезда Юнајтед. Звезда грешка. Партизан Юнајтед. Лига Европа 2019 Добро. у Белград. И не знам дали знаете, ама на стадионов на Партизан не е баш до денешниве стандарди која се работи за пристапност и кај што седевме ние баш кај што искочивме стварно не беше пристапно. И сега бевме јас со тетин ми, војко ми, татко ми, брат ми. И као некако ајме кога влегов во такмицата некако ме дигна и влегов, ама на враќање беше потешко, пошто секогаш е потешко кога се симнуваш ти за кревање. Ништо, дојдовме веќе заврши такмица, Юнајтед победи 1-0. Искачаме на стадионот и ништо се спремаме да дигаат, тоест они. И искачаат овие ултрас на Партизан. Мен тука малце, мислам, ја не се плачам многу, ама татко ми, брат ми, сите тие се звездаши. Јас сум поише за Партизан. Сите фамилија, сите се за Звезда, јас сум поише за Партизан. Они ја ги видов, ми ги памтам пат, значи у земја пропадна. Ама ништо И доаѓаат гробариве? Гробариве доаѓаат, лидерот, не знам кој им беше тоаш главен, водја и вика, може да помогнеме, што да помогнеме? Ја, хајде помогнете. Фати, знаеш какви напумпани такви момци со тетоваџи све тука. Но се и до Скопје. Да, живи се, тоа може да Скопје, ама не знам, која фатија, која дигна. Ја онака мислам дека посигурен за крајање никаде живот не сум се Како сеќавам. на трон. Предер, утре си, ете ти. Тие се, да, кога не се у лошите сентименти Да, изгубено и такмици, тие се пиени, опасни. добри. И србите се опасни. Да, ама стварно носат атмосфера. Они мене ми се на дерби, треба да идеме на дерби следна сезона. Да го снимиме влогче да направиме. Да, ја бев на баскет и беше многу добро, така да верувам дека и фудбал е Сигурно. брвно, да. Прв. Треба да се иде, тоа вреди, јас сакам, тоа мисля на бакет лист меѓу дерби, јас сакам така. Или Да. и на тоа, и на Бока Ривер. Бока Ривер ми е мене на вистина ми е на бакет лист. Ако имам бакет лист за утакмица, сега кога се враќав од Мадрид у авион со рандом македонци, затоа што си испрепознавме сите од муабет, правевме муабет за Бока, Ривер Плате, буквално цел лет. Зашо беше у Мадрид иначе? Бевме во Валенција да го гледаме столе со Мадрид, ама спојувавме Мадрид, односно Скопје, Мадрид, Валенција и летот пак беше од Мадрид према Скопје за враќање и у принцип за летов назад буквално позади нас седеше јас со другар правам муабет у авион и позади нас бе фудбал нешто за муабетен и он со Бока мајчка вика јас бев 2 месеци веќе у Аргентина човекот. Сега се враќам у Македонија. И си раскажа дека нешто дали си работел таму или само отишол на одмор, не знам ти што, ама муабетот беше дека и бил на дерби. Да. И у принципи се шетол низ малата и на Бока и на Ривер Плейт у периодот околу дербито и слики прекрасни и обоени мурали, у бојата на Бока, у бојата на Ривер Плейт, луѓе искочени, скарана улица. Не знам како да објаснам тоа, како мене таа романтика што ја викаат цело последно време сите, мене ми е на таа утакмица. Не го сакам аргентинскиот фудбал како стил на игра, ама тоа дерби мислам дека е нешто што сите мора да го доживееме еднаш барем у живот. Искрено. За светско да збориме моц? Може да. Светско пратиш, знам дека пратиш. Најново нешто што има е вчера се деси изненадување. За многу изненадување, за некој не е сигурно, верувам. Ама Шпанија ја победи Франција. Точно. Што мислиш за тоа? Јас искрено очеков, ја бев сигурна дека Франција ќе победи, пошто Пола свет и поише од пола свет мислам дека исто. Да. веројатно искрено сите што ги знам рекоа да Се многу бе убедени, не само што мислеа, него убедени бе. Франција, јам зборено со луѓе и со некои што пратат стварно фудбал, викаат ова е најдобра француска репрезентација што ги имаме ние видено од 98-ма. Од кога зема светско нешто, газе, ова се за мене беа бољи од 2018-та Франција.
Истото го мислам и ја. Сега добро, ќе викаат луѓе се, па не тепа светско, добро, вие не тепа светско, ама гледам го ти нападот, одбраната, само средината им беше слаба точка и мислам дека Тоа го имаме зборено, Шпанија го да. искористија тоа. Што мене не Нападот можеше им права да е, игра. мислам дека онака најдобар евер француски напад, не верувам. Да. Средината им беше многу онака испод Ниво. Точно, ниво затоа ја на реков дека големи треба земји. Погба да го земат. Мислам дека таков некој им требаше за последни 10-15 минути. Рачунај ти го имаш Погба во средина, така? Ти ги имаш Олисе, Ембапе, Дембеле Дембеле. и Дуе, и дуе као и трчаат напред. Ја Баркола. мислиш и Баркола дури. Ти мислиш дека он нема да им даде некоја топка што ќе им биде на тацна на место на гол да дава? Да, баш Воопшто као не го Погба игра тоа тоа. го има во Арсеналот, онака Погба знае да подели топка Тоа многу го добро. правеше порано. Тоа го правеше Юнайтед порано Да. за Рашфорд цело време, затоа ми беше жал мене. А го немам гледано ја Канте, ама вака кога ќе го отворам понекад на резултати, гледам дека игра цело време и има добар рейтинг у Саудиска Арабија. Мислам дека и него можел да го седе да го проба како ќе изигра. Не игра уопште тако фудбал французите вчера, ја не знам тоа, ете коментарот е Што многу Канте и намислен. Погба беа Апсолутно. дуото. Ама и Погба ти дели нели такви лопти, овие се најбрзи на цел свет. Немаше уопште идеја да се пуштаат долги топки. Да. Почнуваше нападот од Олисе и од Дембели и од Ембапе на пола терен, тоа нема поента. Ги Кога надигра се више многу. толку брзи, а да, играш против Шпанија со тебе везниот ред ти е катастрофа, против Шпанија што од кога сме сите ние у просторијава родени, најдобар среден Да, ред да. нон-стоп имале. Тики така е, не знам. И уште пред пеналот да се случи, јас имав gut feeling дека нешто иде наопако, јас сакав Франција да победи, искрено да ти кажам. Исто сакам некако. Драги ми беа французија. А за вечер? За вечер мислам дека е многу потензична такмица, е многу поонаква не се знае што ќе се случи. Да, ја не можам да дам предвидување. Ја дав X за 90 минути, Ја 2-3-0. It's coming home. It's coming home. а после тоа не знам. Па ја мислам дека ќе биде Тешка ми е тесно, Мислам тесно. дека нема да има ни многу голови, искрено. Да, тоа ќе биде затворено, да ќе се чукаат тие сам аргентинци се таков прљав фудбал. Ја имам тоа со очи го имам видео еднаш на летен камп, така имаше многу аргентинци, игравме Аргентина, Југославија, као сите бивша држави, во аргентинци таков прљав фудбал играат, они од деца, од знаеш 13-14 годишни деца, таков фудбал играат И на едноставно. прошлата епизода баш тоа кажав, освен Меси, сите аргентинци играат прљав фудбал. Као сите. Види го Лисандро Мартинес. Он е мал, кога што е мал, ама види го само да ти Коле бе брат, коле бе, тој е Така? сечен на терен. Ја и Ама Гонзо сите, Юнайтед. Енцо има 10 таа гатузовци фаца. имаат аргентинците. Гарначо Па не игра, ама и Гарначо види како личи. Ајде добро, нема ја се спомнете, молим те, не го спомнј. Стварно, треба да Го касиме уништи епизода. подкастот брат, искрено. Кај го Ај, спомна сигурно, од сите него брат. Што очекуваш тогаш? Вечер рече тепање, имаш фаворит или немаш? Па- Мислам според дресов, веројатно. Па ја би сакал Аргентина да си тепа, ама не знам, искрено, може тоа. Ја мислам дека многу ќе биде битно почетокот на надпреварот ќе биде многу значаен, кој ќе почне побрзо, мислам дека ќе го диктира темпото на играта. Би сакал Аргентина да пројде, многу ќе биде неизвестно, не знам, не можам да дам да речам со срце да брат, Аргентина пројде или Англија пројде. Појма не може све да се деси. Стварно А може све. финалето, Шпанија или сепак од овие од вечернава утакмица ти се фаворити? Ја знам дека ако пројде Аргентина па ќе земе, ако пројде Англија, Шпанија ќе тепа. Не, боже. Не, Англија по никој разлог Оваа не се точка појави. ми е сега Шпанија фаворит. Мислам, не мене лично, мислам дека има најголеми шанси да земе. Пошто добро. тоа вчера што го видов на Франција Докажа. тоа да го направи, Crazy. да, да. Кажа. Сега треба, мислам, кој да одиде со нив во финале, да знае добро да ги затвори, да добро да изанализираат тоа. Пошто иначе шпанци ќе ги изадат. Да, страшно, страшно. Ја мал мислам дека вчера им беше најдобра партија од цело светско. Многу добро изигра. Кукурелја вчера. Кукурелја Кукурелја, да. врв изигра. Ама не само го горе целото одбрана. Олмо врв. Олмо ми е исто, ама Кукурелја вчера беше на друго ниво, човече. Што ми беше, многу ретко давам вакви поруки у група, ама мојата порука за вчера беше Марко Кукурелја, best left back in the world. Најавот кој се ти да Челси. Сега, има причина. Ама стварно. Играше за како Челси, изгледа. немаше да каже. Вака светско, ако светско како да се свија? Искрено едно меѓу подобрите светски, мислам дека Исто тоа кажам и ја. има многу добри вајб светско, пошто е добро Ја мислам скомерцијализирано. така, да. Што Америка, нели? Јас бев нели на светскиот first hand, што се вика, можам да ви кажам дека стварно онака
Организацијата околу тоа моци дели дека во Америка све е поскупо, ама Се жалат, да. да, тоа да, ама иначе вака како имаше добри фан зони, многу добра фан зона имаше во Мајами, и сите фанови беа таму. И надпреварот како надпревар немаше некои инциденти, значи највеќе полиција уживо што им видам. Па Полиција. добро, имаше таму и закани затоа што и тензија во Суирина Да. со све тене. Абе јас седевме на кафе со другари, со непријатели имав во Мајами, че јас ги броев крузери по една улица. Тоа не беше некоја долга, ама по една улица. 7 крузери во 1 сат изброев. Што не е нормално. Што на океан ротираат. Крузери преме го. Крузери онак, мислам полициски коли, нали? Јас мислев како онакви крузери. Не као брод, туку како крузер, така ќе викаат они, како полициска кола. Аха, Да, така. 7 полициски коли пројдоа, и тоа се различни, мислам добро, може да не беа различни, ама знам дека Сигурно биле, да. Мислам, верувам да има голема security. и на утакмицата исто. Така да многу добро беше тоа, знаеш, стварно се сеќаш дека си безбеден, не може ништо да се случи. Имаше многу хајп и Норвешка донесува убава приказ. Да, има на и коник моменти фановиве. многу. Капе Верде. Капе Верде, Капе точно. Верде, да, Лазе збореше голмани многу добри, се покажа. Да, дека на почеток беа И- првенство на голмани беше цела група. Да, фаза. и коник моменти, стрелци има многу голови, ова мислам Сега дека се се нема покажува. десено да се јака. Кој мисли дека ќе земе сега златна топка? Балон дор или најбољи Колку? стрелец? Не, најбоље Колку се стрелец. Сега во 9-9 мислам дека си задача. 9-9. Или 8-8. Може да се 8-8. Да не се Меси, 9-8 Ембапе. за Ембапе. Мислам нисто дека се. не, мислам дека се нисто. Мислам дека се Е нисто. па мисли. 8-8 е со Ембапе со 2 асистенции, 7 имаше Халанд е аут и остануваат Кейн и Белингам со 6. Па види фактички освен Кейн ако не направи сега некој хатрик против Аргентина, Не. реално само Меси треба има две можни утакмици кај што треба да е само еден гол. Да, еден гол и И тоа. на тоа. 39 години он има Каде е најдобар пенал со стрелец на англиски? светско. Да, Последниот пенал да го даде. Да се отпише со пенал. Ако биде како 3-0 и да биде Неймар. Неймар, да. Да. Влези ти еден пенал. Дојди. Абе дојди. Так буквално е така го доживеа пеналот за Неймар. Да, ама буквално добро, он беше беше така, влезен до душа и претходно, не беше не го не Влете малце пред тоа. 10 минути играше. Он влезе баш против Шкотска. Да го отпишат. И знаеш колку беше? Тоа е јака. Тоа му беше првото влегување. Тоа на беше светско. првото влегување. Ајде кажи го тој момент. Многу јак момент. Знаеш, сите чека, мислам дека сите на стадионот чека он да влезе у игра. Сите буквално. И се загреваш и тука беше неизвестно малце до 70 некоја мислам дека дали ќе влезе Неймар, дали нема да влезе на крај. Да. Го вика Анчелоти кога си премизи и кога дое замената, го замени Куња, цел стадион на ноц, цел му аплодираше. Дури шкотите беа среќни што го гледаат Неймар, иако губеа, Да. мислам тоа Да, дека бе, 3-0. Не, добро, Не икона, име. икона. Мислам дека он нема никогаш да влезе у овакви тепачки Меси Роналдо, затоа што си беше, мислам дека општо сакан Неймар. И Да, Хазард мене- и Мислам мене- дека Неймар. од после го засака. Мене ми е Кога легенда. играше Неймар кон Неймар, многу го мразеа, пошто нели така беше бразилец класичен, да. шоу, Да, кој што мене е мене од сега ми што бил слично. миленик. Од У секогаш. ПСЖ беше многу симпатичен. Првата Ја сезона. Барса го сакав секогаш. Многу добар фудбалер. Добар. И у Сантос предаде у Барса. Ама не знаеш што можеш да очекуваш од него. Све можеш да многу неизвестен играч е, многу прави од ништо нешто. Да, И виртуозен. ги забавува, знаеш, Да, да. што вика, вреди да си ја платил картата пошто го гледаш Неймар шо прави, знаеш, те забавува ку циркус на некој начин. Има многу добра утакмица, не знам дали сте ја гледале, ако не ви ја препорачувам. Сантос со Фламенго. Неймар има нешто како 17 години, Роналдиньо е на залезна кариера. Еден против други. Утакмицата Или завршува нешто како 5-4 или 4-3. Сериозно? Они двајца се гол или асист во секој гол на утакмицата. Едниот сака да се покаже, а другиот си рекол нема мали. Тоа е онака страшно, страшно. Ко Роналдо и Јамал што беше ладниот Лига на нации финалето. Ау, јас сум многу среќен на тоа. Имаме утакмица за гледање, така да пред да идеме да гледаме утакмица, сакам малку игри да поиграме. Ајде на брзинка да Извини ги... вака што рипам ја, ама се зборуваме ние многу, а стварно не гази време. Не гази дебел. 9-5. Да. Леле, уклучува ајде, јас мислам дека може guess the player и ма немој да се игра денес. Има Може да одбери он ако сака. Како сакате дечки, мислам, ма немој тоа ќе биде тензично во бе. ама па брзичко е бе Имаме шо. Манему, имаме Tic-Tac-Toe и имаме Guess the Player. Ајде може guess the player, па и тоа што речеш, ков тема нема. Ма немој. Може. Да. Што играме прво? Значи сега прво guess the player ќе ти го глед, покажеме патоказот на играчот, ти да погодиш
Кој е тој играч? А чекај сега, како правиме? Ти и ја кој прв ќе опогоди Не, или Ја и Кире ги знаеме. Овие што се играчи. твои. Аха, ова се само мој. Да. Да. и сега притисок на мене, чекај. Фул притисок. Ајде. Првиот играч. Ќе ти давам хинт на почеток, пензиониране. Не, тоа се преметува по. Чекај, ова е некој италијанец може да е, пошто сложи или аргентинец некој. Не знам, брат, искрено нека ме ви земе време. Аргентинец е. Аргентинец, така? Да. Аргентинец е, да. Што позиција игра? Десетка и играше и напаѓач. Со долга една косичка, ластичен носеше. Не е од на мое кос. време или? Не е од твое Не. време, малце. Не е Креспо, така? Креспо е. Креспо е. Точен одговор. Одличен. Следен. Ово е исто пензиониран, а овој мислам дека мораш од прва да го погодиш. Многу актуелен сега. Да не е Фабрега, не. Не. Ама сега е актуелен со други работи. Анри исто не е. Анри. Анри. А Анри. што те тера кажеш дека не? Јуве малце ме збуни тука. Ама да, Да, на Јуве почеток, играше. да. А Има добар си Јуве. 2 од 2, ама ги кажува за да не ги каже, за да не пробај се. Само Пробај тука се, кажи. Ајде, имаме може. наша утка Арсенал Барса. Така? Тоа ме збуни мене малце. Да, Јас знам да, дека да, беше да. Арсенал, па после отиде во Барса. Сега го приметив Кире ја. жут картон имаш. Трети Битно играч. го погоди. Ово е тежок и ово е од пред 40 години, 30 години да Ја, речеме не го актуелен. Француз со многу златни лопти. Пирес. Не, Не бе Зидан бе човек. не, има женско име. Гледај како си викаш оне бе. Да не центарбек случајно. Не. Не би знаел. Кој? Беше председател на УЕФА. На УЕФА беше председател. Мишел? Платини. Па ја ги одбравте играчи од 20 години пред Мораше моје мораше време. малце да бидат тешки. Иначе ја ова го гуглав, мора да признам. Платини, да, не. Ајде, следно. Никако не гледам. Ова е Ова е актуелен. Ова е Не актуелен. Не е пензиониран. голман. Голман. Со тоа што ќе ти давам хинт дека Оно Бриш. швајцарецот, како се каже? нема Ќе сега потпише. Готово. Да. Ајде. Овој Јан Сомер. или? Да, Браво. да. И последниот играч, Ајде. овој има играно заедно со Пандев кога ја освоја тројната круна во Интер. Штопер. Штопер у Лестер. Чекај, да стане, треба помислам. Не можам да ги погодам од прво, пошто Реал, Интер, Лестер, Олимпијакос. Да, Лестерот е многу интересен. Олимпијакос има завршена кариерата. Да. Келав, и ако ти се верува на Юнајтед кога изгубија 5-3 од Лестер, Варди кога дае 3, Нема онда е шанси. 2. Онда е 2. Да, како штопер. 5-3. Да. Юнајтед водеа 3-1 и изгубија 5-3 или 2-0 водеа и изгубија 5-2 од Лестер. Пред сезоната пред да освојат лига. Значи кога беа на испаѓање. Капитен им беше на Лестер. Леле, вака се срамам сега што Не е лесен. Не е уопште лесен. Нема срам ако не го знаеш. Не. Ако ќе го кажа, од Ајде. која националност е? Аргентинец. Аргентинец. Не би знаел, брат, искрено. Камбиасо. Не Го памтиш? Не. Немаше да те имаш шанс. Од овие не ги знаев, ја ги правев, ама логовата ми беа дадени. Колку се 5, мислам дека 3 не ги знаев. Не, 3 погодив, мислам дека. Не, 4 погоди. Не. Само овој последниот не го погоди. Платини, И ама добро, Платини. Платини на крај Да, веќе, да не го рачунаме 3 Добар си, погодив. добар си. И сега можеме немој да изиграме, сакаш? Ајде, може, ајде. Може. Знаеш како иде, претпоставам приказната, ја читаме темата, ти кажа затоа што си гостин, прв можеш да кажеш колку мислиш дека ќе ги кажеш за 30 секунди, па ако јас мислам повеќе ќе си кажам моја цифра, Кире негова. Ако не му веруваме на Кириле, ако не ми веруваш на мене, ка можам тоа ќе ми кажеш ма немој. И тој што добил ма немој, треба да почне да набројува. Ајде, бе, ајде. Може така? Ќе речам 4, еве. Репрезентации кои имаат освоено Да, светско иначе не го првенство. прочитав прашањето, ама да. 4? 4. Кире? 5. Ја ги знам сите. Сите ги знаеш. Сите ги знам. Да го тестираме. Колку се тоа? 8. Ајде. Ајде, бе, ајде, кажи ги. Ма немој. Ма немој. Ајде. Се наместив сега. Само саатот да го видам, време тече сад да ми направат. Океј. Уругвај, Италија,
Бразил, Аргентина, Англија, Шпанија, Франција и Германија. Точно, браво. Мада сега тоа- тука можеме да го Имаат и две, мислам дека Западна Германија Точно. има, Источна Германија има европско освоено. Сериозно, не знам Да. за европско. Не, знаев дека ги имаат 3 пати као Германија, 2 пати као Германија, една И или као 2 Западна. пати као Западна Така, Германија, да. Точно. И по која Германија? Западна. Ајде сега втора тема. Држави дома... Оу, Ова може. Чекај да се сетам малку само. Па добро, малку пред моето време ова, ама можам да ги набројам. колку? 6. А, не. Ма немој, одма. Не. Чекај Ајде, извини, да подразмислам, ја. Знаеш мисли брат? Ја немам бит. А дали ова светско се важи како една или како 3? Као мислиш која? Дали се ова важи светско? ова светско као 3? Као три домакини се 3 држави. Па ја можам 7. Јас се предав. Чекај да размислам секунда. Па мислам дека можам 8. Ма немој. Ма немој. Ајде. Може? Јес. Може. Имаш 30. Значи, Америка, Канада, Мексико, Русија, Катар, Јужна Африка, Бразил, Франција, веројатно била и тоа се 8, мислам дека или 7. 8. Еве ќе кажеме и Шпанија, Шпанија знам дека еднашка беше домакин. Ја вака немаше. Мислам можам да се Можеме да надевам фект и- чекаме. Не, ти Ја апсолутно. тука ги имав, пошто вие 3, Кореја, Јапан имаш, И да. у две првенства. Не, ја ги утињам овие 100%. 100%. Идеме Добро. уште едно. Да, последното. Ајде. Играчи кој има дадено барем еден гол на светско првенство. Ова го стави Се за знам, еден да. кој може највише да кажа. Ајде да видиме кој може највише, колку ти е тебе процек. А нека почне Кире. Бидни. 10. Сега јас за ова светско ги кажам веќе 12, морам да кажам ете 14, 15, мислам дека може. 16. 17. 30 секунди. Да. Ајде, ма немој. На мене ми даде, ма немој. Ајде, Колку ма реков? немој. Може? 17. Ама не само за ова светско првенство, туку Не, општо, сите светски. Да, Може? да. Или да не Може. сакаш да не можеш ти 18 направиш, ја 17. мислам Ма дека. немој. Ајде, 17 треба да кажам. Океј, идеме као вчера. Роналдо, Нуно Мендес, Жоао Невеш, Меси, Халанд, Кейн, Ембапе, Дембеле, па и Олису устори да е гол, Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Гризман, сигурно има да е гол Гризман. Би требало. Не, да, мислам. На кога на 13? Балоган, мислам, 15? ништо. Нуса, ништо. Нус. Ништо ме зе... Мислам дека треба да ги фект чекаме Мендес и Не, Мендес слободниот има со да е, Узбекистан. Мендес Жоао има не, Невеш да да е. е првиот гол. Синди Лопеска брал, мене он ми е најубавото име на светско првенство ми е тој од Капе Верде што го дае голот фантастичен. Он мои со Аргентина? Да. Оу, Да, и му го памтам името затоа што лудило. царот се вика Синди Лопес. Нормално женски име ја памтиш. И јас мислам дека време е да идеме да гледаме Англија Аргентина. Точно веќе Точно 15 така. минути треба да видиме колку е Се резултат бе надеваме да дека нема спойламе. гол, дај да видиме. Ете ќе ни биде полесно ети да може. Мене после- другари ме 0:0. чекаат. 0-0 е. Таман. Ајде, таман Не втора сме ќе фатиме. пропуштиле ништо. Како си пројде? Искрено супер, овакви теми ми е мерак кога ги дискутирам со дечки што знаат што зборат. Така да супер, ја морам да ја пофалам дека супер подкаст правите, заслужувате све што имате добиено до сега и посокувам многу среќа, пошто никој во Македонија не го прави ова, нема многу спортски подкасти, особено па за фудбал, така да би им препорачал на луѓе ако имаат таква некоја амбиција како вие двајца, Видечиња може. ве дечки, се измежа малце, ама ако имате амбиција како дечкиве, значи следете си ги амбициите, следете си ги Браво. соништата и така, тоа е само да кажам на крај. Многу убаво. Фала ти многу за овите зборови. Јас си продав преубаво. Ништо. Се надам дека и вие за тебе знам, за тебе си кажа, да. Така да, тоа е тоа. Тоа е тоа, дечки, 8 епизода светско првенство Coca-Cola Powerade, Edge of the Box. Следна епизода ни е одјава за светско првенство. Ова ни беше последен гостин оваа сезона, од септември со нови сили. Се гледаме во наредната. Чао, Чао, чао. чао. Поздрав!
Браво, бе, Јане. Топ.